Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Викендов на Рудина Долнени ќе одекне гајдата, зурлата, тапанот и кавалот. Започнува 51-то издание на фестивалот на народни инструменти и песни Пеци Атанасовски. Новиот закон за работно ангажирање на лица помлади од 18 години, студенти, пензионери, корисници на социјална помош најде на одобрување во јавноста. По излегување во службен весник ќе започне негово промовирање. Од денеска влегува во сила новиот закон за енергетика. Евана нема да смее да издава паушнални сметки за струја. Ученици од основното училиште Гоце Делчев блескаа на надпреварот по англиски Хипо во Италија, на кој учествуваа над 90.000 ученици од целиот свет. Времето денеска променливо облачно и посвежо со слаб локален дожд и температура до 23 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Викендов на Рудина Долнени ќе одекнат гајдата, зурлата, тапанот, кавалот. Започнува 51-то издание на фестивалот на народни инструменти и песни Пеци Атанасовски. Фестивалската вечер ќе се одржи на 31 мај и 1 јуни. Оваа година по 51 пат повторно се одржува фестивалот за народни инструменти и песни Пеци Атанасовски. Оваа година, како што споменавме, повторно се враќаме во Долнени, како што напоменавме лулката на видаџиството, односно Долнени како топоним кој што подразбира, кој што се спомни Долнени како топоним се подразбира гајдата. Значи, уназад 3 месеци со елекционата комисија за во состав доктор Стојаче Костов и јас посетивме преку 300 учесници и од нив селектиравме одредена група на учесници кои званично имаме 300 учесници, односно 298 учесници на фестивалот годинава. Можеме да се пофалиме годинава дека имаме многу нови групи, многу млади учесници, гајдаџи, тапанџи и навистина, мислам, тоа она што ќе го понудат на овие два фестивалски дена ќе биде нешто атракција и преубаво. Интересот е голем затоа што имаме
десетина млади од Прилеп и околината кои што сакаат да ја изучуваат народната музика и тие се веќе на некој начин упатени во оваа наша проблематика, значи дел од нив ги познаваат и народните инструменти и народното пеење, но овој семинар служи како едно надоградување на сите оние кои што сакаат да научат повеќе во врска со народните инструменти и народното пеење. Па ја најнапред да кажам дека од мој аспект е престиж да се учествува на фестивалот основно од нашиот светски познат гледач песната Насоски и самата комисија која го проседува настапот на споменатите уметници, млади, повозрастни, не е толку ригорозна, туку таа напротив гледа да ги стимулира сите оние што одвојуваат од своето време, доваѓаат на свој трошок, а сето тоа е резултат на оно што тие искрено сакаат оваа музика. Новиот закон за работно ангажирање на лица помлади од 18 години, студенти, пензионери, корисници на социјална помош, најде на одобрување во јавноста. По излегување во службен весник ќе започне и неговата примена. Опсег во економското функционирање на држава беше нерегулиран. Би почнал прво од најмладите категории. Со донесувањето на овој закон се става во систем вклучувањето во работниот процес на најмладите, на средношколци и студенти, затоа што овој закон дозволува под сите услови како што еден возрастен, вработен функционира во системот на работни односи да се вклучат и студентите и средношколците. Да им биде покриено пензиското осигурување, да бидат здравствено осигурани и да можат да се вклучат во економската активност. Придобивките кои се ги ставаме во систем, се намалува сивата економија, им се исплаќаат сите придобивки кои што треба да ги има еден вработен, кои што на долг рок даваат една друга сигурност на вработените, даваат еден чекор понапред кога ќе го формализираат своето образование, да имаат веќе вклучено работно искуство во нивната животна биографија за да се продадат подобро на пазарот на трудот. Од друга страна, нашите сограѓани, имаме сограѓани кои што работеле со бенефициран стаж и порано им завршил работниот век од оние 64 години како е уредено со уставот и со законите за работни односи. И нив може, кои што се работоспособни и здрави, кои што можат да му помогнат на ова општество, а имаме искусни луѓе, можат да се вклучат и тие во работните процеси, да дадат свој придонес врз основа на нивното долгогодишно работно искуство, да ги подобруваат процесите во функционирање на економскиот дел од државата и мислам дека овој закон треба да биде добро промовиран, да се ги научат сите кои им се правата кои што ги добиваат со овој закон и мислам дека ќе добиеме една позасилена економска активност и ви кажав можеби една од најголемите привилегии е тоа што ќе биде заштитата на работникот на прво место, а на второ место би било намалување на сивата економија, односно злоупотребата на работната сила. Од денеска влегува во сила новиот закон за енергетика. Евана нема да смее да издава паушални сметки за струја. Евана веќе не смее да издава паушални фактури откако од денеска влегува во сила новиот закон за енергетика. Од сега фактурите за електрична енергија мора да се базираат исклучиво на реално измерена потрошувачка, освен во случаи кога мерниот уред е технички неисправен. Во меѓувреме од денеска па до 30 јуни почна да тече рокот во кој носителите на лиценци за енергетска дејност, вклучувајќи ги и носителите на лиценци за пробна работа, треба да поднесат барање за промена на лиценцата до Регулаторната комисија за енергетика. Во спротивно, лиценците ќе престанат да важат. Законот за енергетика беше донесен пред 2 недели и представува важна реформа во енергетскиот сектор. Ученици од Основното општинско училиште Гоце Делчев блеснаа на надпреварот по англиски јазик ХИПО во Италија, на кој учество зедоа над 90.000 ученици од целиот свет. На овогодишната меѓународна олимпијада по англиски јазик ХИПО 2025 Европска квалификација за светско првенство, кое се одржа во Италија во Венеција од 26 до 28 мај, неколку ученици достоинствено го представија училиштето Гоце Делчев. На надпреварот под менторство на Марија Дулеска, Благица Чатлеска
и Матеја Велјановска, учениците Дарија Цуцуловска, Касија Трајковска и Мартин Бошковски зедоа активно учество. Ученичката Киријана Спирковска, под менторство на Матеја Велјановска, освои директен пласман во светското финале на хипо англиски, кој се одржа во Асиси, Италија. На овој престижен надпревар, учениците имаа можност да ги прошират своите знаења по англиски јазик и да стегнат нови познанства со ученици од многу европски земји. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и посвежо со слаб локален дожд. Дуваше умерен до засилен ветер од северен правец. Дневната температура се движеше од 13 до 23 степени. За време на викендот метеоролозите предвидуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.